Почитувани ученици, добар ден. Јас сум Жанета Видевска, професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп. За овој час ви ја подготвив наставната единица фразеологија, поим и предмет на фразеологијата. Од наставната тема фразеологија, од програмското подрачје јазик по предметот македонски јазик и литература за 4-та година. Фразеологијата ја дефинираме како дел од лексикологијата што ги проучува зборовните состави, односно фразеологизмите, како готови јазични единици. За да го објасниме подетално поимот фразеологизам, прво ќе го објасниме начинот на поврзување на зборовите во реченицата. Зборовите во реченицата се поврзуваат меѓу себе по целости од различен вид. Така, например, зборот орев може да се поврзе со глаголите бере, јаде, купува, продава и слично, или со придавките зелен, чист, голем, мал, тврд и така натаму. При тоа, поврзувањето на зборовите во реченицата може да биде слободно, односно тие да се наоѓаат во слободна врска, или пак можат да бидат во неслободна или постојана врска. Кога се наоѓаат во слободна врска, зборовите си го задржуваат своето основно значење. Така, например, во реченицата овој тврд орев не се крши со заби. Зборовите што влегуваат во зборовниот состав тврд орев си го задржуваат своето основно значење, што значи дека зборуваме за орев кој е тврд, цврст. Во следната реченица ќе бидеме тврд орев за нашиот противник на утрешниот надпревар. Зборовниот состав тврд орев е употребен со преносно значење, односно со значење тешко совладлив. Истиот зборовен состав можеме да го употребиме и во реченицата. Неговиот партнер се покажа како тврд орев во преговорите, каде што зборовниот состав тврд орев е употребен со значење непопустлив, односно тежок за преговарање. Во речениците, каде што зборовите се употребени со своето преносно значење, ние всушност сме употребиле фразеологизми. Фразеологизмите се зборовни состави кои што народот ги употребува во секојдневните разговори. Фразеологизмите ги дефинираме како зборовни состави, односно споеви, што се употребуваат во јазикот како готови јазични елементи со единствено значење. Во ваквите зборовни состави ослабува или се губи одделното значење на зборовите што ја прават таквата јазична единица, така што зборовите што влегуваат во составот на еден фразеологизам го губат своето основно значење и добиваат ново значење што нема врска со нивното основно значење. Така, например, фразеологизмот црна овца или бела врана значи различен од останатите. Црно злато значи нафта. Го фати наоко или го зеде назад значи го замрази.
Скина конци или си го прости Господ, значи умре. Си легна на брашното, значи се помири. Фразеологизмите потекнуваат од приказните, од обичаите, од секојдневното живење на човекот. Тие се одраз на културата и духовно богатство на еден народ, одраз на менталитетот на народот и во себе ја содржат народната мудрост. Луѓето низ секојдневните разговори, кога сакаат да си кажат нешто, често наместо тоа да го кажат директно, употребуваат фразеологизми, па соговорникот, ако е паметен, ќе свати што му се кажува. Фразеологизмите имаат своји одлики. Тоа се постојаност во образувањето. Тие се скаменети, неизменливи форми, кои не можеме да ги менуваме, односно ги користиме такви какви што се. Имаат ново, изделено и единствено значење, кој ги изедначува фразеологизмите со зборовите. Значењето на зборовите, кои што влегуваат во зборовниот состав, односно фразеологизмот, нема врска со нивното основно значење. Зборовниот состав има посебна стилска вредност. Фразеологизмите многу тешко се преведуваат од еден на друг јазик. Затоа, при нивното преведување не треба да се прави буквален превод, туку треба да се најде соодветен израз на јазикот на кој што преведуваме. И она што веќе го потенциравме, тие настануваат како резултат на јазичната креација, со која на специфичен начин се искажува некое животно искуство, сознание, став кон нешто или пак се врзуваат за некој настан, личност и слично.